Невнимание, непочитување на прописите и процедурите, замор, мобинг, преголема самодоверба, отсуство на обука. Тоа се само некои од причините кои што доведуваат до повреди на работното место. Минатата година, според извештајот на Македонското здружение за заштита при работа, во Македонија се случиле 158 несреќи при работа, од кои 24 случаи со фатални последици. Според извештајот на Институтот за јавно здравје, минатата година во Македонија се случиле 1111 повреди и 2 фатални случаи. Годишниот работник останал со траен инвалидитет, со повреди на рбетот, едната дланка, ребрата. По повредата му се одземале долните екстремитети. Неговиот живот денес е врзан за количка. До повредата дошло кога група од 4 вработени, меѓу кои и повредениот, работеле на сечење, монтажа и демонтажа на лимови на така наречената кранска стаза во фабричката хала. Кога дојдов прва смена работа, работев и се качев горе, ги стегнав каблоите, мрежат, од каблоите за сечење, цревата, осигенски, и ми помогна дизеличарот. И он не ми кажа како ја почнав у физичката работа да работам горе. А она било профилот затегнат, платформата, со јамка на сајла, и кога би ја затегната јамката, тој не ме обавестил, ја почнав поново да сечам. Кога исеков едната нитна, веќе почна да затега втората нитна. Кога сечам при работа на втората нитна, дека укосено материјалот, не ќе искочи парчево. Кога исеков втората, ја загрева материјалот и другото тело и ова, исеков нитната и платформата мислели од страна на кранската стаза на бетонот, помеѓу две стопи. Што можело да биде направено поинаку? Работникот се повредил на работа поради тоа што со крајно невнимание ги извршува своите работни обврски. Имено, не го користел заштитниот ремен, што е задолжително, а од друга страна со едната нога стоел на парчето лим на кој е сечел нитната. Но не е вината само кај него. Тие работеле без присуство на предпоставениот. Значи, работникот носел со себе заштитна опрема, која се состоела од заштитен шлем, заштитен ремен и ракавици. Со тоа што шлемот, кога тој бил горе на стазата, го оставил да стои на страна, затоа што не бил исправен. Немал врвка за да се придржува на главата. Вообичаено е, за да се спречи несреќа, работникот да го закачи заштитното јаже на кука. Тогаш, кога од него тоа ќе го побарал или ќе му наложил раководителот, односно кога имало услови да се закачи јажето за кука. Во конкретниот случај не го закачил и тоа од него не го побарал предпоставениот од едноставна причина, затоа што не бил на местото на несреќата. Како и во повеќето вакви случаи, вината е поделена. Дел на работникот, дел на предпоставениот, кој требало да ги предупреди работниците да не работат необезбедени. Секоја минута, поради повреда на работа или професионална болест, умираат 4 работници, што представува вкупно 2,2 милиони регистрирани смртни случаи годишно во светот. Околу 1,7 милиони од овие смртни случаи се поради професионални болести и околу 350.000 поради повреди на работа. Во Европската Унија, например, на секои 3,5 минути умира по еден работник поради причини што се поврзани токму со работата. Кога сега би се вратиле неколку минути пред несреќата, сигурно би постапил поинаку. Последици су скршен пршен L1, L2 и тетивата ми е скината. И оставам неподвижен у колечка.